Добар ден. Ова е Фактор здравје, вашата здрава навика која што повторно денеска е на вистинско место и на вистинска патека, би рекол, за да ви ја представи новата тема, гостинката и можноста за заедничко комуницирање. Денеска во Фактор здравје ќе зборуваме на тема злоупотреба на антибиотици, а фактите на оваа тема ќе ви ги презентираме преку разговорот со гостинката, чие што представување ќе следува по воведот кој што ќе следува пак по овој прв џингл. Останете и денес со Фактор здравје. Антибиотиците представуваат медикаменти или лекови кои што се откриени од шкотскиот научник Александар Флеминг далечната 1928 година. До денес тие дале помош и придонес во современата медицина, бидејќи придонесуваат или помагаат за спречување или уништување на патогените микроорганизми. Она што е важно и суштествено да се каже дека не само во Република Македонија, туку и на светско ниво, според Светската здравствена организација, постои злоупотреба на антибиотиците, односно каде што не постои индикационо подрачје да се препише одреден антибиотик. Зошто е тоа така и што се случува кога имаме злоупотреба на антибиотици? Денеска се дел од прашањата кои што ќе ги поставиме до вашата предсегостинка, овде со мене во студиото, доктор Сонја Мечкарска, која што е специјалист по семена медицина и за која што првпат кажувам добре дојде во Фактор здравје. Добар ден и како сте? Благодарам што сте со нас. Благодарам што ме поканивте. Веднаш моето директно прашање, дали можеме да кажеме дека темата злоупотреба на антибиотици и афирмација или потврда дека постои токму и во вашата пракса? Многу е актуелна и многу се загризувачки податоците заради таа злоупотреба на антибиотици. Да, благодарам за овој воведен дел. Суштинско е она што го споменавте, а аспектите и деталите на темата за која што ве покануваме вие да учествувате преку јавувања ќе ви ги представиме во продолжение од Фактор здравје. Г132 плюс Натурал е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. Г-Натурал ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакне имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. Г-Натурал ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Хербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Споменав и уште еднаш ќе потсетам дека добродојдени се вашите јавувања денеска на 6091-924 и 6091-925. Зборуваме на тема злоупотреба на антибиотици со доктор Сонја Мечкарска, специјалист по семена медицина од приватната здравствена установа Вита Кидс во населбата Шуто-Оризари во Скопје. Доктор Мечкарска, споменавте дека постои злоупотреба на антибиотици и она што е суштествено, уште еднаш би сакал да го нагласам, вие представувате прва одбранбена линија во здравствениот систем на Република Македонија, односно работите во примарната здравствена заштита, каде што директно комуницирате со пациентите и ги препишувате, нели, или ги порекнувате ако има начин алтернатива на антибиотиците. Зошто доаѓа, кои се причините за злоупотреба? Еви од ваше искуство, но и од глобално, она што како литература го користите. Па вака, причините за злоупотреба се затоа што луѓето мислат дека антибиотиците се лекови за кашлање, дека се антибиотиците лекови за температура. Значи не се антибиотикот, сирупот или таблетата не е лек за кашлање, туку тоа е антибиотик.
Луѓето не разбираат дека тоа не е за кашлање. Значи, тоа е друга намена. Исто така, морам да нагласам дека 80 до 90% од инфекциите, посебно еве на респираторните патишта, се вирусна етиологија, што значи дека антибиотиците апсолутно нема потреба да се употребуваат. Меѓутоа, нашиот народ нема уште таа здравствена култура за да разбере дека не треба да пијат за секое болење грло, за секое кашлање, за секое течење нос. Ние сме во врвот во Европа по употреба, уствари не употреба, туку злоупотреба на антибиотици. Една Скандинавија која што пишува децата таму речиси воопшто не пијат антибиотици. Не се тие деца поинакви од нашите деца, нашите деца се исти. Меѓутоа нашите деца се осакатени со тоа што пијат многу антибиотици, меѓутоа не се децата криви и за возрастните. Јас работам повеќето од пациентите ми се деца. Не се децата криви. Родителите се криви затоа што мислат дека ако не се напие антибиотик, дека ќе му биде полош. Значи, ако е во вирозово прашање, ако е вирусна етиологија, а најчесто е вирусна етиологија, значи, безкорисно е давањето на антибиотики. И ако треба да добие, например, од горно респираторна, од еден назофарингит да добие бронхит, детето секако ќе добие. И да пие и да не пие антибиотик, нели како викаат, грипот, 7 дена лекувал, не лекувал, тоа е тоа. Се дава само симптоматска терапија. Меѓутоа, овде во Македонија многу тешко луѓето се одучуваат од употреба на антибиотици. Сите дома си имаат аптеки. Му останало од претходниот пат таблета амоксиклав или цефалексин, па вика ја пред да дојде, јас и се напи, вика дома, вика пошто почнав да кашлам, зошто вика им давате, викам на децата. Не треба да давате. Меѓутоа многу тешко се искоренува таа злоупотреба, пак ќе речем, на антибиотици кај нас. Оно што го рековте, бидејќи работите со деца, најголем дел од вашите пациенти се деца, многу често како одговор, токму од педиатрите, вашите колеги специјалисти, како одговор кога даваат антибиотика е вирусна инфекција, велат дека го даваат да не се искомпликува од една страна целата ситуација и втората е дека предиспонирано тоа дете да има инфекција на горни, односно долни респираторни патишта. Како вие тоа го коментирате? И јас тоа го коментирам вака, значи не можете вие вирозата да ја спречите од горни да дојде во долни респираторни патишта. Значи, тоа е природен тек на болеста. И ние на кашлица не трае еден ден. Мора да разберат мајките дека детето, ако почнало да кашла, испод 3-4 дена не постои кашлица, па ако добие и бронхит, ќе кашла и 10 дена и 2 недели. Меѓутоа, они мислат дека тоа е волшебна течност, мислат дека се, како да ви кажам, розево, со вкус на јагода, не знам какво, и мисли дека ќе му даде едно лажиче и детето треба да престане да кашла. Јас ќе дојда другиот ден, ама не престане да кашлам. Не може да престане, викам, да кашла. Тоа треба време, значи болеста си има свој тек, почеток, врв на симптоматологијата и пад на симптоматологијата, треба да бидат трпеливи. Нашите родители за жал не се трпеливи. Сакаат за еден ден се да средат. Тоа не постои. Имаме јавување да го слушнеме денеска првото ало во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден, убав среќен ден вам и на вашата гости. Благодарам. Кој е вашето прашање? Зашто нема баларгин? Порано сум го пиела баларгину за кила на желудецот. Сега тој лек уопште не постои. Зашто и како? И унапред си благодарам за одговорот. Пријатно. Благодарам. Иако вие не сте представник на министерство или агенција која што нели обезбедува. Сигурно фармацевските куќи кои што го увезуваат, сигурно не го увезуваат, не знам, јас за тоа не можам да кажам, пошто не сум надлежна за тоа. Оно што сакам да ве прашам, кога зборуваме за антибиотиците, кој е најчестото индикационо подрачје, како кај децата, така и кај возрастните? Значи вака, горно-респираторните инфекции, како што спомнав, се најчесто вирусна етиологија. Значи за една обична настинка со покачена температура, течење на нос, подкашлување, не треба да се пие нешто, али тоа што родителите го забораваат, тоа е симптоматската терапија. Најважно од се да се појат децата, односно да се хидрираат. Значи, они се ослонуваат на антипиретикот, значи сирупот за температура, се ослонуваат на антибиотикот, а го забораваат најважниот дел, а тоа е поење на децата. Ама вика не ќе да пие, ама мора да пие, со сила ќе му дадеш, мора да пие детето. Може ли да слушнеме јавување? Се извинувам што ќе ве прекинам за кратко. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, господине, во програма сте. Сакаме да слушаме. Зборувајте. Во врска со емисијата што е. Да, ве слушаме. 3 месеци имам нон-стоп кашлање, бев на специјалист од Скопје, пијам Вентолин спреј. Добро. И флексоназе. Меѓутоа, кашлање уште не ми проаѓа. На сабајле поготово ми се кашла нон-стоп. Дали доволно за совет или дополнително? Да, сакам да го прашам гледачот дали пуши. Дали сте пушач, господине?
Не пушите? Не. Видете, ова што ми кажавте, терапијата што ја примате, тоа најчесто е алергиска природа на кашлањето, така да тоа што го примате, тоа можете да кашлате и подолго време и да не ви помага ништо. Може би дел од причината за вашето пролонгирано кашлање и загадениот воздух, начинот на живот. Еве да кажам, зимно време сите се сушат алишта дома, значи тоа никако не треба да го прават затоа што се менува. Се суши воздухот. Така се поинаков е воздухот. Народски кажано, Народски кажано, да. Така да тоа што го пиете, тоа и посебно нешто не можам да ви кажам. Затоа што докторот што ви ги препишал лековите сигурно знае подобро од мене. И она што ве прашав се однесуваше на индикационите подрачја на антибиотиците кај децата и возрастните. Така, значи кај децата индикациони подрачја за давање на антибиотик се воспаление на средното уво, значи за деца до 3 години апсолутно е индицирано давање на антибиотик. Друго индикационо подрачје е стрептококната ангина, односно тонзилитот. Меѓутоа, не секој црвено грло значи дека треба да се даде антибиотик. Затоа што пак ќе спомнам, 80% од црвените грла се вирусна природа. За да се даде антибиотик треба да се има и некоја подкрепа. Значи да има висока температура, повеќе дена, болки во стомакот, гноини налепи на крајниците, тогаш е индицирано давање. Потоа следното индикационо подрачје е пневмонијата, значи воспалението на белите дробови, кај што обавезно мора да се даде антибиотик. Друго индикационо подрачје е воспалението на бубрезите, пиелонефрити, значи тие се обавезни. Меѓутоа не секое печење при мокрење или почесто мокрење значи дека треба да се дава антибиотик. Значи треба да има и други симптоми за да се даде антибиотик и сето тоа да биде подкрепено со лабораториски анализи или други анализи. Ќе се вратиме на анализите малку подоцна, зашто имаме уште едно јавување. Добар ден. Ве поканувам повторно на 6091925 и 6091924 да се јавите и поставите прашање доколку имате интерес до доктор Сонја Мечкарска, специјалист по семена медицина. Кој е тогаш индикационото подрачје ке возрастните, ако направиме паралела во однос на децата? Ке возрастните исто така. Воспалението на грлото, кај што е докажано дека е стрептококна етиологија, пневмониите, посебно кај возрастните луѓе, меѓутоа еве сега овде да кажам за бронхитите. Кај возрастните луѓе не треба да пијат антибиотик, затоа што пак ќе кажам 80% од бронхитите кај возрастните се предизвикани од вируси. Се што треба да прават, грешат, нели најчесто веќе рековте, сите, да, кашла има бронхит, ама мора да му пишат, нели? Знаете колку е тешко да се работи у примарна. Значи, кој кидат горе на клиника ќе отидат еднаш, ама нас секој ден ни доаѓаат истите луѓе и едноставно таков притисок вршат, ама кашла и на крај мораш да му напишеш со тешко срце, ама му пишуваш. Значи, најважна е симптоматската терапија. Тоа е течност и пиење, ако има температура парацетамол, доколку носот е затнат или тече деконгестив, тоа е терапијата. Или дренажа, нели, да се ослободи. Така. Значи, зимањето на витаминотерапија, ама не готови сокови, туку цедени лимони, цедени портокали, значи многу овошје зеленчук што содржат витамин С, тоа е најважното. И како паралела, може тука само да ги спомнеме сигурно дотаците во исхраната, доколку некој не сака ни тоа, ние препорачуваме G132 плюс натурал и за децата G-Kids, но ќе се вратиме подоцна на овој аспект. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Господјо, и вие сте во програма, ве слушаме. Сакам да ја прашам докторката, значи на мајка ми се случува често на спијање и кога ќе е разбудена, кашлање до давење. Добро. Значи давење да нема воздух. Колку е возраст на жената? Колку е возраст на вашата мајка? 50 години тука некаде. Исто и мене ми се има случајно, ама само на спијање. Вака со килажа покрупна е, поситна е жената? Та не е многу крупна, има 50 кила. Добро. Добро. Дали е доволно? Да, доволно. Благодарам за јавување. Најчесто ноќната кашлица се должи на обструкција на носните патишта. Посебно зимно време, затоа што секој грејно тело го суши воздухот. И затоа е добро да се има навлажнувач на воздухот. Сувиот воздух ја иритира слузокожата на носот, затоа што ние треба да дишеме преку носот, а носот е тој што го навлажнува воздухот пред да влезе воздухот во белите дробови и кога оштетена е слузницата од сувиот воздух, нормално дишуваме сув воздух и тоа прави да го дразни грлото и да кашлаат повеќе. Најверојатно е причината ноќна кашлица, меѓутоа не е лошо да идат кај матичниот и да ги слушне, затоа што некојаш ноќната кашлица може и друго да значи. Уште едно јавување во продолжение. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас, господјо. Вака се јавувам да прашам за детето. Пред 2 недели лежевме во болница, имаше
бронхопневмонија. Му беше покачено АСО и ЦРП. Исто така и шеќерот му беше покачен. Денеска направивме контрола. АСО му е 300, а ЦРП-то му е 5,2. Леукоцитите му се 15. Он има и секрет во носот и кашла повторно. На крајте е чист. Дали треба да прима пак антибиотик или кај да го однесам? Не знам. Кај да се упатам. Дали возраста е важна на детето? Колку е старо детето, да? Колку години има? 2,5 години. Видете, ова што му тече носето и што подкашлува не значи дека треба повторно антибиотик. Вие треба малку да превземете други мерки. Постојано да му го чистите носето, значи со физиолошки раствор постојано да биде чисто носето. Давајте му повеќе течности да пие. Ако пијат газирано, да не пијат децата, пошто сите пијат. Мислам, најголем дел. Најголем дел водата ја заборавија децата, сите пијат сокови. Ако пијат веќе сокови, нека бидат природни, нека бидат портокали, лимони цедени. Значи, најбитно е носето и најверојатно таа кашлица, пошто сами кажувате дека носето му е затнато и кашла, најверојатно е причина затнатото носе. Средувајте го носето, бањајте го детето во потопла вода, за да се издренира носето и ако имате можност да го прошетате на планина малку од скопскиот воздух да излезете, тоа би било супер. Благодарам за овој прв дел од разговорот. Следуваат блокот реклами по кој што препорачувам да останете до крај со Фактор здравје и денешната тема злоупотреба на антибиотици. Засилен имунитет за здраво детство. G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. ДНА Анифарм, групација 5, трговски центар Капитол. Нашите знања и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди, консултација и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку. Безболно со екзајмер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. Zašto ste cijeli život na dijeti, a niste uspjeli postići svoje željene rezultate? Probali ste sa smanjenjem kalorija, izbacili ste masno, jeli više voća žitarica, ali nije bilo dugoročnog efekta. Vrijeme je da probate nešto sasvim drugačije, staviti masti u fokus vaše ishrane. Predstavljam vam liposukcijsku ishranu, jedinstvenu dijetoterapiju sa kojom možete skinuti 7 do 10% od svoje početne tjelesne mase za samo 2 nedelje i to bez gladovanja. Zato krenite odmah i učinite nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Спремете се за чистота помеѓу плакнењата. Но постои брев начин.
Брев, Тиркиз Актив. Океан. Видлива моќ на чистење. Активна дури помеѓу плакнењата. Мислам дека имаме нов шампион. Тиркиз Актив. Само од Брев. Антибиотиците не делуваат само на штетните бактерии. Тие влијаат и на цревната бактериска рамнотежа. Линекс Форте помага во одржување на цревната рамнотежа од првиот ден при земање на антибиотик. Само една капсула на ден. Линекс Форте. Рамнотежата започнува однатре. И во продолжение на Фактор здравје, добродојдени сте на 6091-925 и 6091-924 да поставите прашање до доктор Сонја Мечкарска, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Вита Киц во населбата Шуторизари во Скопје. Уште еден факт кој што е значајен кога зборуваме пред се за вирусните инфекции е фебрилната состојба или покачената телесна температура. Дали тоа е доволно од прва, што би се рекло, колегите ваши да дадат антибиотик? Апсолутно не. Затоа што за да се даде антибиотик, еве ако веќе се сомнева дали е вирусна или бактериска инфекција, треба да се направи лабораторија. Ако лабораторијата со антибиограм сигурно. Да, со антибиограм. Ако покаже дека треба да се даде, да. Меѓутоа ако нема индикации, еве ќе ви кажам, една вирусна исипна грозница, екзантема субитум или розеола, иде со 3 дена многу висока температура, значи 39-40, носето тече, подкашлува детето се, меѓутоа за тоа не се дава антибиотик. Ако на старт се даде антибиотик, да температурата трае 3 дена. Четвртиот ден нагло паѓа температурата и детето се исипува. Ако вие дадете уште првиот ден антибиотик, утре ќе го крстиме детето, не е вика од вирозата, туку се исипа вика од антибиотикот. Алергичен. И многу деца, значи се крстени, како да ги кажам, дека се алергични на пеницилински, на цефалоспорински или на други антибиотици, заради невниманието, затоа што се дава на старт антибиотик. Се дава на старт антибиотик. А не би требало. И многу често знам дека даваат кај дечиња кои што имаат предиспозиција на старт или на почеток антибиотик, иако, како што велите вие, вирусна инфекција, за да не се чекаат 2-3 дена додека таа бактерија се докаже или отфрли. Значи, по упатствата вака вика, дека треба да се чека 3 дена температурата да има температура, четвртиот ден ако има, тогаш се оди на доктор. Меѓутоа, тоа не значи дека ако има температура и да чека 3 дена, а има друга пропратна симптоматологија, например главоболка, повраќање, болки во уво, тогаш ќе отиде, или болки во стомак, тогаш ќе отиде на лекар. Меѓутоа, ако е само температура со течење на нос и подкашлување, родителите треба да бидат трпеливи, да му даваат антипиретици, да го појат детето, па ако не е подобро, тогаш да отидат. Затоа што предвременото давање на антибиотици само го доаѓа до пад на имунолошкиот систем, затоа што знаете што секој антибиотик освен што прави добра работа, освен што прави повеќе лоша. Значи прво се оштетува микрофлората во дигестивниот систем. Сите тие добри бактерии кои што се добри за нас, антибиотикот сите ги уништува. После се малтретираме, значи ќе пие антибиотик, па после проливи ќе добие, па после проливите ќе ги лекуваме. Второ што не е добро, значи треба и родителите да чекаат температурата да се качи повеќе. Не може, топло е, го пипнав, ќе му дам температура. Не, ќе измерите температура. До 38,5 оставете го детето, нека има температура, нека се бори организмот. Ако вие под 38,5 му дадете, не му дозволувате на детето да се избори. Нашите деца толку килави стана да имунолошкиот систем им е катастрофа. И како резултат на давање на антибиотици, па и на антипиретици, давањето на еден бруфен, на еден ибупрофен, вика, ако се дава без потреба, може понатаму во животот да предизвика астма. Дехидрирано дете, ако му се дава бруфен, знаете што бруфенот многу нагло некако, ние до пред неколку години не го пишувавме на деца до 2 години. Сега одеднаш стана многу популарен затоа што он е добар антипиретик, меѓутоа детето да му дадете вие бруфен, треба да биде добро хидрирано, затоа што ако не е добро хидрирано, вие му даете бруфен, може да направи акутна бубрежна инсуфициенција. Треба да јаде течност, да дехидрира. Значи мора да пие течност. Друго, ако веќе давате бруфен, дајте му малку нешто да јаде, затоа што бруфенот прави оштетување на желудочната лигавица, па после може да доведе до крварење во дигестивниот систем. После ќе има црна столица и од кај оваа црна столица. Значи морате да внимавате со бруфенот. Јас би препорачала вака да се држат подобро до парацетамолот и без мерење на температура да не даваат. Од пипкање на детето или да не качи температура, го видов нешто носето му потече, вика да не качи температура, му дадов парацетамол. Немојте у старт да не му дозволите на детето да се бори, пуштете го да се бори. Со секој степен
еден степен покачена температура, бројот на леукоцитите се зголемува во организмот. Значи температурата не е туку така дадена од природата. Значи таа е дадена за да се бори со вирусите и бактериите, затоа што на вирусите и бактериите многу им е убаво на нашата телесна температура да живеат. Они ќе си живеат на 36 до 37. Затоа организмот кој ќе биде нападнат од вируси и бактерии, затоа ја качува температурата за да ги уништи. И вие ако старт му дадете парацетамол за 37, не сте направиле ништо, сте направиле само да се пролонгира актуелната инфекција. Која што нормално дека, како што рековте, има свој почеток, пик и така, свој завршеток. Ќе си заврши и без лекови, со супортивната терапија, кажав, најважна е хидрацијата. Најважно е да пијат течности деца. Кога ги споменувате течностите, она што го споменав Г-Kids како антиоксидант за децата, што го препорачуваме, сигурно тука може да се земе предвид со оглед на фактот дека има убав вкус, деца што не пијат можеби вода, има и такви деца, нели рековте, обично сокови. И не само тоа, тие деца што почесто имаат рецидивантни инфекции, добро е да го пијат, чисто како превентива, да. Како превентива сакам уште нешто да кажам, а тоа е луѓето го заборавија рибиното масло, кое што на времето луѓето не ни доаѓаа на лекар, ама затоа што секој зимо си зимаа рибино масло, посебно децата, па и возрастните пија рибино масло. Она со пријатен вкус. Сега е со пријатен, јас кога бев дете беше многу грозен вкусот, ама нас не прашува, нас ни дава и мораш да го испиеш. Значи Доктор Мечкарска, може ли уште едно јавување да вклучиме? Чекав да завршите со мислата. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сте на линија? Уште еден обид, повторно јавете се. Доктор Сонја Мечкарска, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Вива Kids од Шуто Оризари, населбата во Скопје, денеска гостува во Фактор здравје. Зборуваме за злоупотребата на антибиотиците и од вашето искуство веќе споменавте како супоративна терапија или подпомогната Г-Kids може да се препорача, што како превенција дополнително може да се земе предвид. Па еве ви кажав, зимно време рибино масло. Значи добро и за коските, има и витамин А, за растот, за развојот на децата. Друго што исто така го забораваат луѓето е медот. Медот е најдобар природен антибиотик. Ама некако слабо. Кога ќе им кажеш дека грлото го боли да му даде мед, ама не го јаде, ама значи треба да бидат упорни родителите, да најдат начини, да бидат креативни како да му го дадат медот, дали во чај, дали во сокче, дали во било што да му го дадат. Или во колаче. Уште едно јавување, добар ден. Дали сте на линија? Добар ден. Немаме среќа ниту со овој гледач, ајде со третиот веројатно. И оно што сакам како заокружување на овој разговор и ова ваше гостување да го представиме и да укажеме на фактот е дека доколку се злоупотребуваат антибиотиците, уште еден негативен ефект е нивната резистентност понатаму во животот. Тоа е најстрашната. Значи за да се измисли нов антибиотик треба најмалку 10 години. Тоа е минимумот, сигурно треба и повеќе. А заради злоупотребата и заради, например, еве ако му дадете антибиотик за една стрептококна ангина, ќе му кажеш на пациентот треба 10 дена да го пиеш оспенот. Сите скоро родители, верувајте, 80% ќе пие 3-4 дена, ќе го види подобро детето, добро му и готово. Значи мора да се пие 10 дена заради негативните ефекти на стрептококата која што може понатамо да ги направи. Заради тоа краткотрајно, значи веќе индицирано давање на антибиотик, значи имаме индикација. И ако он не го дава доволно долго колку што кажа лекарот, настанува резистенција. А настанува или отпорност. Отпорност на микроорганизмите. Така да веќе повеќето соеви на сите бактерии се отпорни на се и најстрашното нешто во следните декади ќе биде точно таа резистенција. Мислам дека луѓето ќе умират од најбанални инфекции, значи од едни обични бактерии кои што се комензали, значи кои што живеат на нашето тело, во нашето тело и сме во добри односи со нив, заради таа злоупотреба на антибиотици, истите тие ќе ни направат инфекции од кои што ќе умираме. Сигурно 5, 7 или 10 дена чинам дека се препишува. Така, најмалку 5 дена. Веќе ако почне да го пие, да го види дека е подобро, значи треба да продолжи да пие. Како што лекарот препорача. И уште едно јавување, дали имаме среќа сега? Добар ден. Ало? Ало, добар ден, господине. Видите, најдобар лек. Добро, медот. Не ве слуша мало. Ало. Ало, медот е корисен, ама лукот е најдобар антибиотик. Лук. Да. Лукот е најдобра превентива за грип, и за други вако болести. Значи, медот е добар, ама лукот е нешто најдобар. Така е. Ве поддржувам со оваа ваша изјава, благодарам за советот. Често и кај нас, нели, на мирисот обично му го препишуваат негативното условно дејство на лукот, а за пушачите да не говорам, што не трујат и нели што. Значи, лукот е нешто стварно добро, ама ја пошто работам со деца, а децата не може да јадат лук, па затоа го заборев, инаку оваа сугестија беше супер, лукот, да. Ѓумбирот исто. За повозрастните, ѓумбирот е многу добар.
за многу работи, и за кашлање, и за стомачни проблеми. Значи, тоа е едно нешто што може, например, трудните жени кога имаат мачнини да го пијат. Не може да пијат други работи, ама тоа може да го пијат. Има сега нови лекови за деца со ѓумбир, така да и ѓумбирот исто така е добар. И последното моje прашање денеска се однесува на она кога давате и препишувате, има индикација за антибиотик, дали давате и кога, со широко дејство или широк спектар или со тесен, односно со специфичен и целен? И па вака сега, родителите секогаш сакаат најакото дај му го вика, за да не добие бронхит. Значи нема припет најак антибиотик на некој нормално. начин. Ако јас имам антибиограм пред мене и ако гледам што треба да му дадам, јас нема да го одберам најакото. Ако, например, стрептокока некоја е осетлива и на амоксицилин, а е осетлива, например, и на панцев, јас ќе го давам амоксицилинот, ќе го оставам панцефот за нешто посложено, покомплицирано. Значи, секојаш треба да се иде со не толку широк спектар, точно заради таа резистенција, затоа што злоупотребата прави резистенција. И уште едно јавување имаме повторно на линија. Добар ден. Добар ден. Господјо, и вие сте во програма, дали ве поттикна темата да се јавите? Да. Дали сам јас во програмата? Да, вие сте, ве слушаме, во Фактор здравје сте. Сакам да прашам докторката за година дете, што може ли мед, може ли рибино масло, што може да употребуваме? Како алтернатива, сигурно, на антибиотиците. Да. Благодарам. Што може за година да употребуваме? Благодарам на вашата сугестија и само тука ако дополните, често знам дека медот не се дава нели ке толку мали деца заради страф од алергија. Оправдан ли е тој страф? Да. Видите, во светската литература пишува дека до 2 години не се дава медот кај децата заради ботулинизам. Меѓутоа, од мојата лична пракса, над година може да се дава и значи јас го препорачувам над година дена, слободно може да го дават, ако не го сака така, може да му го даде во чајче, во млеко, во вода обична. И сакам нешто да кажам, медот со дрвена лажица да се вади, не со метална, затоа што се уништуваат ензимите кои што се наоѓаат во медот. А за рибиното масло, малку потешко деца од година дена ќе пијат рибино масло, значи треба барем 2 години да направи за да почне да пие рибино масло, ама тоа не значи дека не треба друга храна која што е богата со витамини. Путер, кашкавал, јајца ќе јаде детето, риба почесто да им се дава, моркови да им се дава, значи супи со моркови да им се прават, еве би била една превентива за да не пијат антибиотици. Да, и она што повторно ме поттикна супата, ја споменавте течностите, пред се водата, нели да се пие, бидејќи како што кажавте ви од ваше искуство, некако родителите немаат навиката тие треба нели да створат кон своите деца. Така. Значи водата е најважно да се пие. Сега кога е настинато, добро и чаеви да пие. Чајот ете над година дена да биде со мед, место шеќери да ставаат мед, место благо да му даде нешто на детето, пошто сите деца се верувајте 80% со кариес. Децата до 4 години 80% немаат заби. Тоа е од благо многу што им се дава. Понатаму да се избегнуваат смоки, чипсови. Нашите деца, да ви кажам, секое трете дете е здебелено. Не здебелено, туку е гојазно. Значи, тоа е заради неправилниот начин на исхрана. Ако е дебело детето, верувајте, скоро сите се тие дебели деца слабокрвни. Самата слабокрвност води кон намалување на имунитетот и подложност на инфекции. Сигурно и дебелината како прогресија или предиспозиција во текот на животот може и да доведе многу други страшни последици. Верувајте, последниве години се поголем е бројот на дебели деца. И тоа не дебели, предебели деца. Еве ова нека биде провокација или можеби идеја за следно ваше гостување и тема која што евентуално би ја обработиле во Фактор здравје. На крајот дали остана нешто што сакате да порачате како одјава, а нешто можеби што јас не ве прашав? Не знам што да им кажам. Превенцијата ја кажавме, нели? Г-Kids како алтернатива, здрава храна, течности, многу супи. Шетање во природа, ама не во Скопје, ако може некаде на планина. Значи не во Скопје, шетањето да не биде во Скопје, посебно кога се маглите. Ако може децата барем за викенди да ги однесат на планина, на чист воздух би било добро. На Хималај може, до Непал. Може, супер е, да. Бидејќи вие таму бевте. Да, бев таму е само друг свет, како друг Господ да е таму, да ви кажам, прекрасно е. Да, ви благодарам. Еве потврда за тоа дека стручноста ваша и професионалност ни ја донесовте и ја представивме, а и вас како личност. Многу ви благодарам уште еднаш, секое добро и ве чекаме повторно да ни бидете гостинка. Ви благодарам што ме викнавте. Ми беше задоволство. Доктор Сонја Мечкарска, специјалист по семејна медицина, беше денешна гостинка во Фактор здравје и како што таа спомена, превенцијата и силниот имунолошки систем значи потврда и гаранција за здрав живот и здравје во целина. Г-Kids и Г132 плюс Натурал се нашата препорака, достапни во секоја аптека низ Република Македонија, а нашата достапност и ваша пред се кон нас ќе имате можност повторно да ја довериме веќе од понеделник. До тогаш пријатно и имајте убав викенд.